Откако е упропастија безмилосно вработувајќи свој луѓе, партиите изгледа конечно сватија дека администрацијата е готова. Пари за неа има се помалку, а таа е се понеспособна. Паралелно на ова, гледајќи што му прават, народот разочарано се исели од државата, а партиските челници се сетија дека претерале. Прв конкретно вчера во јавноста на оваа тема се огласи министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски, кој најави деполитизација на менеджерските позиции. Ќе го воведеме така наречениот нов систем на висока раководна служба и нов начин на избор на овие раководни лица, каде што ќе има комисија која што ќе биде независна, составена не само со луѓе од институциите, туку и надвор од нив. Тие ќе го вршат бодирањето на кандидатите, квалификациите ги гледаат, тие ќе ги даваат предлог кандидатите на владата од многу кратка листа на квалификувани кандидати да избере. Така што ова е само еден од чекорите, до крајот на 2019 година ќе имаме целосно поинаква ситуација. Но освен државната до гуша со партиски и неспособни кадри е заглавена и локалната и администрацијата во јавните предпријатија. Проблем за кој наводно сосема случајно во исто време се сетиле и од граѓанските здруженија. Државата мора да направи одлука дали ќе имаме каков модел на јавна администрација ќе имаме. Дали ќе имаме политички модел на јавна администрација или ќе имаме модел како францускиот, каде што имаме професионална, компетентна јавна администрација која што е ослободена од политизацијата. Ако се одлучиме за германскиот модел на целосна политизација на јавната администрација, тоа треба јавно да го кажеме и да го спроведуваме, и во тој случај не би имале случаи на дискриминација. Знаеме дека патот до работа во јавен сектор е преку политичките партии. Секако, тајна врска или благ флерт помеѓу партиите и граѓанските здруженија секогаш има, а народот тоа го чувствува. Тој и овој пат не верува дека крај на партиските вработувања наскоро може да има. Дали државата може да стави крај на партиските вработувања? Не ми се верува. Не ми се верува. Може да се смене на едно место 2-3, ама не. Тешко, не знам, тоа било и ќе биде. Мислам дека така ќе остане. Ако сака може. Ако не ќе, кој дојде, тера си по свое. Длабоката недоверба кога во прашање се партиските вработувања има 25 годишни корени, а стеблото го негуваат и СДСМ и ВМРО-ДПМН. Барајќи начин по секоја цена да бидат изборни победници, заборавија и на државата и на оние кои не гласаа за нив. Поради ова, државната администрација стигна до бројка која никој не ја споменува точно, но која се движи помеѓу 130 и 160 илјади вработени. Секоја година по различни основи таа се менува од 3 до 5%, што значи за 4 години партиите обезбедуваат по најмалку 20.000 нови сигурни гласачи. Но во меѓувреме снема народ во државата, па сега ете некој се сетил дека нештата треба да се менуваат. Колку навистина мислат така, ќе се види многу брзо.